Во оваа емисија на Агенда 35 ви носиме ексклузивна репортажа од грчкото село Нимфео. Ова село е во листата на топ 10 најубави села во Европа според ЮНЕСКО. Но ние во емисијава се фокусираме на европските пари, со кои што се развива не само селото, туку и целиот регион. Останете со нас. Поврзувањето помеѓу луѓето, институциите и компаниите е најприродниот начин за градење соработка и доверба помеѓу две земји. Таков пример на градење мостови помеѓу Грција и Северна Македонија на локално ниво е проектот Градење на Европа дома помеѓу општините Карпош и Аминтио, поддржан од програмата Европа за граѓаните на Европската комисија. Настанот кој неодамна се одржа во популарното туристичко село Нимфео во оваа грчка општина имаше за цел младите, компаниите и самите општини да се запознаат и да ги идентификуваат потенцијалите за билатерална соработка и културен и економски развој. Градење на Европа дома или Building Europe at Home е проект кој што го работиме со нашите партнери од Грција, ОНФ и општина Карпош со општина Аминтио. Зошто сме денеска тука и зошто одлучивме да работиме на ваков проект, бидејќи е многу важно да направиме побратимување на две општини кои што можат понатаму да работат на развојот на општините од повеќе аспекти. Како младинска организација, најважно ни е развојот на младите, како можеме да ги вклучиме младите во носењето на политиките. Односно, имајќи предвид дека ние сме земја која претендира да биде дел од Европската унија и Грција е дел од Европската унија, е споделување на оние сите добри пракси што може да ни ги понуди Грција како членка на Европската унија, како може да се развиваат подобро локалните самоуправи, локалните општества со сите релевантни чинители. Денеска тука сме повеќе од 70 луѓе, меѓу кои има представници на различни институции и организации, младински организации, образовни институции, представници на општината, кои што заедно треба да се стремат кон градење на подобри посилни општини. Ние како Младински сојуз секако флагшип, односно приоритетна програма, ние билатералната соработка помеѓу младите од Северна Македонија и Грција. Така што овој проект е низа од проекти кои ги водиме за запознавање на младите, за запознавање на носителите на одлуки и за градење на добрососедски односи помеѓу двете држави. Носители на оваа иницијатива се невладините организации Младински сојуз Крушево и Асоциацијата на активни млади во Флорина, кои досега имаат реализирано повеќе заеднички иницијативи. Unique moment for our organization and of course for the municipality of Amindeo, because today we are hosting this very important initiative regarding Europe for Citizens project, which will make a kind of twinning between two municipalities that are so close but so far, because right now North Macedonia is not member of the European Union, but we strongly believe that closely and not too long North Macedonia, Republic of North Macedonia will be member of the European Union, and this also give us the opportunity to open cooperation, arrange projects and do many things regarding common activities, common projects between Greece and the Republic of North Macedonia. Except youth, of course, we're covering the cooperation between the municipalities, Chamber of Commerce of the area of Florina, businesses, and of course the exchange of knowledge between public servants in two municipality authorities. Поврзувањето на локално ниво, особено ако се земе предвид близината на општина Аминтио до нашата земја, се смета за клучна алка во ефикасно поврзување помеѓу двете земји.
Христос Томаидис, председател на Советот на општина Аминтио, објасни која е улогата на општините во проектот Градење на Европа дома. Here is a primary, let's say, discussion how we can cooperate the two municipalities, municipality of Amintio and municipality of Karpos, and we are trying to find common ideas, common, let's say, products or in the tourist area that we can work together and go our municipalities a step forward. We have representatives here from the chambers of commerce of our area, as municipality of Karpos has as well. So we will have some discussions and see if we have something common or work together in this area, like commerce and tourism. Actually, the thing is, from my perspective, I think we have common things to see in tourism because we are both in Balkans. Balkans is an area that is growing in tourism, so we can have a discussion about finding steps, or not step finding stories that we can say together and sell it abroad, let's say outside of Balkans, and be attractive to people that want to visit our region here. Очекувањата се навистина големи, да кажам, бидејќи ова е една нова соработка која што нас многу ќе ни значи локалната самоуправа, а посебно бидејќи овој проект се однесува на младинските политики. Колку што знаете, претпоставувам дека во последно време се активираат младинските совети, така и во општина Карпош веќе имаме организиран и установен младински совет. Имаме и вработено лице кое што го работи оваа проблематика, така што многу се радуваме на оваа соработка, бидејќи тоа пред се значи развој и напредување на односите помеѓу младите луѓе, а се разбира и помеѓу општините. Се разбира со тоа што сме територијално блиску, уште повеќе ќе ни значи, бидејќи ќе можеме многу на поедноставен начин да соработуваме. Иако фокусот на овој проект и идните активности е да се поттикне меѓусебното разбирање и поактивната улога на граѓаните и клучните чинители во развојните процеси на општините, младите од овие региони веќе и претходно го имаат трасирано патот на соработка. Нина Јовановска и Симос Константинус е позитивен пример на млади кои заеднички развиваат активности во насока на меѓусебна соработка и запознавање. Една од тие активности се веќе воспоставените билатерални канцеларии за млади. Соработката помеѓу Северна Македонија и Грција дефинитивно постои и е особено активна последните неколку години. Еден добар пример за тоа е токму иницијативата за формирање на билатерални канцеларии помеѓу младите од Северна Македонија и Грција. Таа представува добра основа и појдовна точка за соработка помеѓу младите на едно повисоко ниво. Како дел од оваа иницијатива, Младински сојуз Крушево заедно со своите партнерски организации од Грција досега успеа да отвори инфоцентри во Валандово, Лерин и Атина и истите организираат постојано активности кои што вклучуваат млади од двете држави и им овозможуваат еден простор за дискусија, споделување на идеи, искуства и слично. И дефинитивно, ако има идеи и квалитетни иницијативи, можности и фондови има на располагање. Грција е во приоритетните земји на програмите кои ги спроведува Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Прво Националната агенција работи на промоција на креирање нови соработки, особено во делот на образование и размена со млади искуства. Од големо значај нашето учество тука, зашто заради тоа што сакаме да направиме поврзување на млади, меѓутоа и други клучни чинители, кога станува збор за развој и дискусии кои што се поврзани со можности за млади. Токму така, дел од програмите со кои што раководи Националната агенција, вклучувајќи и програмата Erasmus+, нудат различни можности за различни организации, институции кои што може да аплицираат, да ги искористат фондовите и нели да креираат соработка во регионот. Тоа што е важно да се напомене дека во рамки на работата меѓу глобално, да речам, програмите, односно приоритетите на програмата Erasmus+ генералните, има и одредени програми кои што се специфични за нашата земја, меѓу кои што ги вклучуваме и приоритетот во соработка во регионот. Во овој случај соработката со земјите од регионот со фокус на поврзување на нашата земја заедно со Грција и промоција на различни иницијативи за млади. Има повеќе добри искуства кои што може да ги споделиме, различни институции и организации кои што аплицираат во делот на соработки. Тоа може да биде на најразличен тип на соработка. Конкретно овдека можеме да видиме млади кои што заедно дошле на едно место со заедничка цел да дискутираат теми кои што се од големо значење за нив. Регионот Флорина, Лерин во Северна Грција, од доминантно место за производство на енергија од јаглен, кој полека заминува во историјата, треба да стане зелен регион, не само по начинот на кој ќе произведува енергија, туку и на економски план. И општината Аминтио, дел од овој регион,
лоцирана на 40 километри од македонско-грчката граница, треба да ги менува своите развојни цели. Во неа се наоѓа една од 6 најголеми термоелектрани во Грција и рудник за јаглен, кои што треба да бидат затворени до 2023 година, согласно директивите на Европската Унија за исполнување на зелената агенда. Сега локалното население во Аминтио е исправено пред предизвик да се насочи во нов бизнис, чието започнување воопшто не е лесно. Своето искуство за одржливоста на собствен бизнис го сподели Крис Могленидис, собственик на училиште за англиски јазик и член на бордот на основачи на Асоциацијата активни млади од Флорина. In general, our municipality faces some difficulties because of the closing of electricity plants. We had lots of around 5 electricity plants, factories near our area, where lots of people were working there. And after the closing of the factories, many financial problems occurred. Government had a plan that all the energy should come from renewable sources. So they decided to close all the plants, the electricity plants in Greece, in very short period of time. For example, until 2023, all the factories, the electricity factories, should close. Many people left without job, or they ended up receiving really low salaries. That created financial problems, and they tried to find out what to do next after this problem. Иновативност и квалитет се двете најважни работи за еден бизнис да биде одржлив и успешен, вели Могленидис. Тоа представува предизвики за него и за неговото училиште во овој мал регион, поради недостатокот од кадар, владина поддршка и слично. Being an owner of a small business in Greece is a hard thing to do nowadays. We have lots of taxes, and with the economic crisis, usually customers, most customers, have difficulties in paying the fees of their kids' lessons. You have to be very creative, and you have to offer the best quality you can offer. Especially when it comes to their kids, parents want their best, and they're willing to pay the price if they know that the quality is good. From the other hand, offering that kind of high quality is not always easy, because you have many difficulties with the staff, with the government, with the taxes, with financial problems sometimes. So you can't manage to offer this kind of quality every single time. Потенцијалот за економски развој мештаните од Аминтио го гледаат и во производството на вино и ставањето на овој регион на мапата со вински центри во Европа. Таа шанса ја препознал и ја искористил и Панагиотис Димопулос, кој од 2015 година активно се занимава со производство и извоз на вино. Со занаетот го запознале неговиот дедо и татко, кои што одгледувале грозје. Од нив го научил и македонскиот јазик. Димопулос не е единствениот во регионот кој почнал да се занимава со производство на вино. Преку поддршка од европските фондови, голем дел од локалното население започнало да го развива винопроизводството. Пласманот во Европа е успешен поради карактеристиките на југот, голем број сончеви денови и клима погодна за производство на квалитетно вино. Зашо попојќе продава во европејски држави? И винто македонското тука горе и грчкото, од Грција многу слънце има, многу арно микроклима има. Од Европи, од северните држави на Европи поарна е нашто микроклима тука. Има појќе топло, појќе слънце, тие имат многу дош, имат појќе мъгли, така, студено, не играсија. И то не е јарно играсиите за винто. Винто сака да биде сув ветер да има, за да се чини поарно. Поради тоа,
Грчкото вино почнува да се искачува на листата на посакувани вина во Европа, вели Димопулос. Покрај во извозот, развојот на регионот го гледа и во винскиот туризам, за чиј раст очекува поддршка од европските фондови и од државата. За во го правиме, за вински туризам. И на нашето место, тук у Сурвичево, попојките сега гледат за во нешто. За туризмо, за винско туризмо. Сакам да го направя горе хотел. Арно е да го правеше хотел, сега ако ми поможе и Европа и држав, да може да го направя. Во не може да изваде много пари хотела, зашто само малце време на зимта. Не изважда и парите, што ги даеш никој пат. И другите деца да остарат, не ќе го извадат. Ама за луѓе кои ги гледат като вие сега што дојдете, арно и да имаш и хотел. Хотел арно да имаш на морето, тука не гледат много луѓе. Затоа е хотел тој дека има луѓе, ако нема луѓе, не е. Но винто нема ниту граница, ниту ништо. Дека сакаш го продаваш. Ако имаш арно вино, јас вела, сек да го продаваш. Годишната распределба од буџетот на Европската Унија за поддршка на винскиот сектор во Грција изнесува 24 милиони евра, со што таа е меѓу 9 земји членки, кои што добиваат најголема поддршка за оваа гранка. Поддршката од ЕУ е наменета за следниве мерки: промоција во земјите надвор од ЕУ, одговорна потрошувачка, иновации во производството, зелена берба и друго. Нимфео е живописно село кое припаѓа на територијата на општина Аминтио во Грција, кое со помош на програми за кофинансирање од Европската Унија во последните 30 години доживеа вистинска трансформација. Собствениците на куќите со помош на владата, приватниот сектор како и европските фондови ги реновираа објектите за сместување, се со цел туризмот да биде една од основните гранки од кои луѓето ќе генерираат приходи. Со затворањето на термоцентралите, жителите останаа без работа, па излезот од безпарицата го пронајдоа во искористување на природните убавини и местоположбата. Нимфео е погодно за развој на туризмот бидејќи се наоѓа на надморска височина од 1350 метри и е во близина на два ски центри и е на неколку километри од Лерин. Селото е посебно посетено на зима, бидејќи се наоѓа на планината Витци и има патеки за скијање. Куќите се направени во традиционален стил, од камен и дрво. Ја имаат задржано нивната автентичност, но истовреме си прилагодени на новите барања на туристите. Председателот на Советот на општината Аминтио, Христос Томаидис, вели дека областа доживеала вистинска трансформација, а селото Нимфео е броено во едно од најубавите 10 села во Европа. Во финансирање на обновата на куќите, освен со фондови од Европската Унија, учествувал и приватниот сектор и владата. We have take advantage of all this, let's say, help that EU gave us, and as you can see, this area here, Нимфео, is a village that's one of the 10 most beautiful villages, was voted one of 10 more beautiful villages in Europe, and 30 years ago, let's say, it was all transformed to this magnificent, let's say, traditional village, and EU always helps. Private sector and EU helped, the government as well helped to transform all this village. Од Нимфео потекнува и поранишниот градоначалник на Солун Јанис Бутарис, кој е помеѓу првите кој што ја имал визијата за развој на туризмот на ова место. Бутарис во 90-тите години бил помеѓу првите кои отвориле хотел. Енергетската транзиција, односно затворањето на термоцентралите, значи и отпуштање на работници, како што е во областа Аминтио. Но праведна транзиција значи да им се помогне на луѓето во пронаоѓање на други извори на екзистенција, преку искористување на потенцијалите на местата каде што живеат. Нимфео може да послужи како одличен пример и за македонските села, во кои треба да се вложува за да се искористи потенцијалот, бидејќи алтернативниот и рурален туризам се повеќе се на врвот на листата на светските туристи. Од сите соседи со кои граничи земјава, економски најмногу соработува со Грција. Речиси половина милиарда евра е вредноста на трговската размена меѓу двете земји од јануари до јули годинава, а се проценува дека до крајот на 2021 трговијата ќе достигне 1 милиарда евра.
Ако се погледнат податоците низ годините наназад, јасно е дека двете земји имале добри трговски односи. Меѓутоа, оптимизмот за зголемена соработка особено се подгреа откако се реши спорот за името со потпишувањето на Преспанскиот договор. Со договорот што го потпишуваме денес, создадовме шанс. Имаме историска можност да ја засилиме соработката за да изградиме посилни економски врски и заедно да постигнеме повисок раст и развој. Имаме обврска да ги олесниме трговијата, инвестициите, протокот на луѓе и технолошкиот напредок. Една година потоа, трговската размена навистина благо пораснала. Меѓутоа, тој тренд е прекинат лани во услови на пандемија, која наметна дури и привремено затворање на границите. Но досегашните податоци за годинава се охрабрувачки. Размената е зголемена за третина споредено со првите 7 месеци лани. Во трговската размена ние повеќе увезуваме од Грција одошто извезуваме производи на грчкиот пазар. Всушност, најголем дел од трговската размена отпаѓа на увозот на нафта и нафтени деривати од страна на ОКТА, а потоа најмногу се увезува железо и челик, плетени и текстилни материјали, котли, машини и механички уреди и пластични материјали. Во извозот од Македонија на грчкиот пазар доминира железо и челик, а потоа следува тутун, облека, мермер и електрична енергија. Во минатото, земјава имала и суфицит во размената со Грција, односно повеќе сме извезувале отколку увозот на грчки производи овде. Но поголемата финансиска криза во Грција се намали и побарувачката за некои македонски производи, особено железо и челик. Што се однесува до директните инвестиции, досега во земјава се инвестирани над 500 милиони евра грчки капитал. Представници на владите од двете земји последните години почесто се среќаваат, а од средбите произлегуваат најави за проекти што ќе ја продлабочат економската соработка. Еден од најголемите проекти што треба да се реализира следниот период е изградбата на интерконектор за пренос на природен гас од Грција, проект кој што ќе чини 100 милиони евра, а треба да ја олесни трговијата со природен гас меѓу двете земји. Европско тело за подготвеност и одговор на здравствени кризи, HERA, формира Европската комисија минатата недела. Целта на работењето на HERA ќе биде да спречи, открие и даде брз одговор при здравствени кризи. Новата институција на ЕУ ќе прибира податоци и ќе работи на изградба на капацитети за одговор и на тој начин ќе предвидува закани и можни здравствени кризи. Во случај на криза, HERA треба да обезбеди развој, производство и дистрибуција на лекови, вакцини, како и ракавици и маски, кои често недостасуваа во текот на првата фаза на одговор на пандемијата на коронавирус во 2021 година. HERA е клучен столб на Европската здравствена унија и треба да ги отстрани недостатоците во одговорот и подготвеноста на ЕУ при здравствени кризи. Во спроведување на своите активности, на располагање ќе има буџет од 6 милиарди евра од тековната повеќегодишна финансиска рамка за периодот 2022-2027. А ако се додаде и поддршката од другите ЕУ програми, износот достигнува до 50 милиарди евра. Целосна оперативност на HERA се очекува на почетокот на 2022 година. Предлози за формирање на независно тело за етика, а со цел подобрување на транспарентноста и интегритетот на ЕУ, изгласа во извештај Европскиот парламент минатата недела. Новото тело за етика, меѓу другото, би требало да дава проактивни упатства и предлози за етички прашања, како и да отпочне истраги за можен конфликт на интерес или случаи на ротирачка врата за комесари, европратеници и друг персонал од ЕУ институциите. Истрагите би отпочнувале на основа на информација од трети страни, како новинари, невладини организации, свиркачи или Европскиот народен правобранител. Формирањето на независното тело за етика на ЕУ треба да обезбеди постојана и целосна имплементација на етичките стандарди низ институциите на Унијата. Независното тело за етика би соработувало со националните власти и други надлежни тела и агенции на ЕУ. Скоро 101 милиарди евра за истражување и развој, или 0,8% од БДП, вкупно издвоиле од своите буџети владите на државите членки на ЕУ во 2020 година, покажуваат последните податоци на Евростат, статистичката агенција на Европската унија.
По жител тоа е 225 евра, што споредено со пред 10 години е зголемување за 22%. Разгледано по држави членки, Луксембург за истражување и развој од владиниот буџет во 2020 година издвоил 648 евра по жител. Потоа следува Данска со 519 евра по жител и Германија со 443 евра по жител. Од друга страна, најмалку финансиски средства за истражување и развој од државните буџети за 2020 година распределиле Романија и тоа 15 евра по жител. Потоа Бугарија 21 евро по жител и Унгарија 39 евра по жител. За производство на пластика се користи од 6 до 8% од светското производство на нафта, со што се придонесува значително во вкупната количина на стакленички гасови во светот. За производството на полиуретани, класа на полимери, исто така потребни се големи количини на сурова нафта. Сето претходно беше предизвик за научниците во минатото да истражуваат разни начини да создадат полимери базирани на јаглерод диоксид, но се покажа дека тоа е премногу скапо и троши премногу енергија за да биде одржливо за индустријска примена. Сепак тим од германски научници успеа во она што многу нивни претходници не успеа, со употреба на хемиски катализатори, да го претворат јаглерод диоксидот во корисни материи кои може да се користат за производство на материјали за секојдневниот живот. Патентираната техника ја намалува употребата на фосилни суровини и обезбедува употреба на отпадниот газ јаглерод диоксид. Иновацијата се користи во производството на флексибилна пена за душеци и подлоги за спортски активности, како адитив за детергенти, а во иднина и за растегливи текстилни влакна за облек. Во пилот производство веќе се користи јаглерод диоксид од еден производен капацитет за амонијак во Германија, а се работи на ЕУ проект за трансформирање на јаглерод диоксид од една железарница во полиуретански материи. Со нова тема од процесот на европските интеграции и реформите потребни на тој пат се гледаме следната среда во истиот термини на истата фреквенција.